Добар ден на сите. Согласно член 38 од статутот на општина Битола, свикувам седница за на Комисија за урбанизам и заштита на животната средина на Советот на општина Битола, ден 13.4, 10:30 часот. Констатирам дека имаме потребен кворум за работа со предлог на следниот дневен ред. Точка број 1. Програма за измена и дополнување на програмата за финансирање и изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Битола за 2023. Точка број 2. Извештај за реализација на програма за финансирање на изработка на урбанистички планови за подрачјето на општина Битола за 2022 година. Точка број 3. Одлука за реализација на генерален урбанистички план на град Битола заради реализација на детални урбанистички планови за расчистување на градежно земјиште за предвидената намена и отстранување на временни објекти кои представуваат физички товар на земјиштето. Имаме представници од оделението за урбанизам во општина Битола, па ве молам по точките да ни ги образложите пред советниците. Прва точка: Програма за измена и дополнување на програмата за финансирање и изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Битола за 2023 година. Да, за 2023. Може и за извештајот, не знам, Христијан, ако сакаш по двете или по трите. Вака се, од нашето одделение да имаше прифатени иницијативи 5 на број, кои како предлог беа доставени до градоначалник и градоначалникот до Советот на општина Битола за внесување во годишна програма. Двете иницијативи се од интерес на општина Битола, а другите 3 иницијативи се од заинтересирани физички и правни лица. Сега по детално, значи од општина Битола урбанистички проект за линијска инфраструктурна градба за водоводна инфраструктура во населба Воденици, Буковски ливади, Битола. Таа е едната иницијатива, другата е УП за линијска инфраструктурна градба, сообраќајна и комунална инфраструктура на Потек Горно Оризари, село Крклин на општина Битола. А од заинтересирани физички и правни лица во точка 6, значи да се дополни со точките урбанистички проект во нов на урбанистички план за изградба со намена Е18, нови 10-20 киловолтни кабелски извод низ КО Цапари, вон град, општина Битола, и нова БСТС 10-04 киловолти 50 киловолт ампери, општина Битола. И урбанистички проект во нов за урбанистички план за формирање на градежна парцела со намена А43 семени куќи за времен престој, викенд куќи на КП 529, МВ Старо Лавци, КО Лавци, општина Битола. Имаме еден урбанистички проект, точка 7, урбанистички проект со план за препарцелација за градежна парцела 26 од ДУП за дел од работна зона Фрижидери Битола. Тие, мислам, како иницијативи се прифатени од Комисијата за урбанизам во претходен состав и се како предлог за внесување во годишната програма на општина Битола. Ако има прашање, тогаш. Благодарам. Прашање, колеги? Павеле, колега Бојковски. Ме интересира мене овие што се 5 иницијативи, што се прифатени од комисијата, уште колку иницијативи има во општината кои што не се прифатени? Односно не се разгледани или се во некаква фаза на разгледување? Тоа треба да видиме, точна информација ќе ја доставиме на дополнително. Да, ако може до седница да знаеме уште колку иницијативи има во комисијата. И за Фрижидери ме интересира што значи тоа препарцелација. Значи тоа значи дека во таа градежна парцела што е предмет на обработка има повеќе инвеститори собственици кои за реализација и состварување на своите интереси бараат да се направи препарцелација на таа градежна парцела. Ова е само почетна иницијатива, натаму како ќе се одвива во зависност од сите институции, релевантни фактори, многу фактори влијат дали ќе се донеси и како ќе биде крајниот исход, односно постапката. Добро, фала. Добро, благодарам. Други прашања, колеги? Доколку нема, повелете. Повелете. Збораме за сите точки заедно? За првата е сега ова. Програма за измена и дополнување на програмата за финансирање и изработка на урбанистички планови. Колку измени имаме? Зашо имаме измени?
да се внесат 5 одобрени иницијативи имаме од Оделението за спроведување на урбанистички планови во тој дел. Урбанистички проекти. Значи имаме 2 од интерес на општина Битола, 3 од заинтересирани физички и правни лица. Добро. И таа измената што ќе правиме само? Така? Сега да, со ова да. Фала. Добро. Повелете. Јас кога што слушнав, Не. јас кога што слушнав, само мислам дека се фрижидери спомнавте така, кажавте така. И тоа с колегата ја праша. Другите кои си и кај се? Значи, како што напоменав, едно е за од интерес на општина Битола, урбанистички проект за линијска инфраструктурна градба за водоводна инфраструктура во населба Воденици, Буковски ливади. Другото е урбанистички проект за линијска инфраструктурна градба сообраќајна и комунална инфраструктура од Потек Горно Ризари до село Крклина. А од физички и правни лица, урбанистички проект имаме за ова е од иницијатива од Евана, нов 10-20 киловолтен кабелски вод и трафостаница. Тока стадионо? Не. Као од Сапари вон град, Добро. надвор од ОФЦ авијасите. И урбанистички проект за формирање на градежна парцела со намена А43 семејни куќи за времен престој на К5 529 Стара Лавци, Као Лавци. Во точка 7 да се дополни со урбанистички проект со план за препарцелација на ГП 26 од детален урбанистички план за дел од работна зона Фрижидери Битола. Тие се 5 иницијативи што се одобрени од наша страна. Океј. Добро. Ви благодарам. Ако нема други прашања, точка број 2, извештај за реализација на програма за финансирање на изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Битола за 2022 година. Да. Повелете. Значи, согласно програмата што беше за 2022, во Оделението за донесување на урбанистички планови, можеме да кажеме дека имаме донесено 2 детални урбанистички планови, и тоа Дуб за нови градски гробишта блок 2, или поново Четврт исток за дел 1, блок И 0102, и Дуб за Четврт исток 2, блок И 205, тоа е кај Цермат. Од урбанистичките планови за село го донесовме урбанистичкиот план за село Нижополе. Од локалните урбанистички и плански документации, наскратено ЛУПД, ЛУПД за формирање на градежна парцела со намена Е2 паркинг за товарни возила во Горно Ризари. Имаме донесено во 2022 2 технички исправки. Едната е за ГП-16 од планот за местна заедница Даме Груев блок 18, а другата е техничка исправка за ГП број 123 од деталниот план за стамбена заедница 8 блок 5. Во тековната работа, значи на Оделението, имаме организирано јавни презентации и јавни анкети за деталниот урбанистички план Исток 2 блок И 0205, кој го донесовме, јавна презентација и јавна анкета за урбанистички план за село Нижополе, кој го донесовме, јавна презентација и јавна анкета за предлог урбанистички план за село Дихово, се уште е во процедура, јавна презентација и јавна анкета за урбанистички план во населено место за формирање на градежни парцели со намена Е113, фотоволтаични централи на повеќе катастарски парцели, место викано Брзо кај Чесмак Лисолај, и тој ние се уште во процедура. И уште една таква јавна презентација за истиот тој план, урбанистички план во населено место, за повеќе парцели, место викано Брзо кај Чешмак Лисолај. Значи, за тој план во 2022 имаме 2 јавни презентации. За стратегиска оцена
јавна презентација за ЛУПД за формирање на градежни парцели за изградба на објекти со намена А1 домување во стамбени куќи на КП број 568 КО Нижополе. Тој план се уште не е во процедура. И имаме, значи, за прифатени иницијативи за селата Трново, Магарево, Кравари, Логоварди, Паешево, Раштани и Крклино, кои се во фаза на отпочнување, кои треба да ги отпочниме или да ги донесеме во 23 и 24. Постапки за трајна пренамена. Имаме една постапка завршена за ЛУПД за формирање на градежна парцела со намена Е2 паркинг за товарни возила во Горно Ризари, која ја донесовме. И имаме добиено постапка за услови за планирање за формирање на градежна парцела Г2 лесна незагадувачка индустрија за урбанистички план во населено место Тајрови Лозија, кој го отпочнавме. Од постапките што се елаборати, студии и ова останато, вредно е да се напомене дека хидролошка студија на град Битола е во завршна фаза. Од комисии за урбанизам состаноци формирани што се од градоначалник во општината и одржани се од прилика 45 седници. Комисија за урбанизам при Совет на општина Битола се одржани 7 седници. Накратко, од извештајот тоа. Дали имате некои прашања? Добро, благодарам. Прашања, колеги, извештајот? Повелете, председател. Колку комисии има во општината за урбанизам? Во 2022 имаше една комисија поделена на две со едно решение. Сега има една решение во 2023, една комисија, сите заедно. Беа поделени претходно врските, сега се сите заедно. Има и надворешни членови? Да, цело време. Пропишано во законот е. Добро. Фала. Ако може да ни ја пуштите составот на комисијата, членовите на Советот, за да нема забуни и прашања. Еве го председател, ќе ви ја... Јас ќе ви пратам. Пуштете ни, Да, кои се решение. членови, се, решението. Добро, други прашања? И уште едно, јас имам прашање. А за ГУПот немаме посебна комисија или истото е? Немам информација за тоа. Фала. Може и да, пошто во ова решение што е сега, сум назначен како председател на комисијата, членуваме 11 члена. Меѓутоа, дел од членовите ќе бидат иземени пошто се изработувачи на планската документација. Сега... Значи, точно заради тоа ми беше прашањето и затоа ме интересира дали може да го добиеме составот, меѓутоа и ме интересира што ќе се случи бидејќи дел од нив се вклучени во ГУПот. И ќе бидат иземени, во секој случај. Да. Најверојатно ќе треба да има нова комисија за ГУПот специјална. Ќе видиме како ќе се одлучи. И уште едно прашање. Координативното тело за ГУПот досега имало состанок? Немам информација. Добро. Доколку нема други прашања, точка број 3, одлука за реализација на ГУП на град Битола заради реализација на детални урбанистички планови за расчистување на градежно земјиште за предвидената намена и отстранување на времени објекти кои представуваат физички товар на земјиштето. Кој ќе образложи? Нема представник за оваа точка. Ако нема представник, нема да ја гласате. Јасно. Добро. Ќе преминиме на гласање ако нема представник. Точка број 1, со тоа што точка број 3 нема да се гласа, ќе видиме понатаму што ќе се одлучи. Точка број 1, програма за измене и дополнување на програмата за финансирање и изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Битола за 2023, кој е за? 1 за, воздржани. 2 воздржани, против нема.
Точка број 2. Извештај за реализација на програма за финансирање на изработка на урбанистички планови за подрачјето на општина Битола за 2022 година. Кој е за? 3 за. Точка број 3. Нема да се гласа бидејќи нема представник од општината и ќе видиме понатаму што ќе се случи. Ви благодарам.